Скоро една недела останува непромената состојбата со бројот на заразени од коронавирусот во Кочанскиот регион. Според официјалниот извештај на Министерството за здравство, на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани, во изминатите 24 часа нема регистрирано ново заболени, но ниту оздравени лица. Со тоа останува вкупната бројка од 31 заболен, од кои 22 се веќе оздравени, а активни на тестовите на COVID-19 се уште се 7 граѓани. Од ресорното министерство информираат дека во изминатото деноноќие биле направени вкупно 242 теста, при што откриени се 14 ново заболени на ниво на држава. Од нив 6 мина се од Велес, 5 во Скопје, 2 од Прилеп и 1 од Тетово. Бројот на оздравени е нешто повисок од ново заболените и изнесува 20 лица, при што најмногу излекувани, дури 9 мина, се во Куманово. Од Министерството за здравство информираат дека е регистриран еден починат пациент од Тетово на возраст од 61 година, кој претходно бил хоспитализиран на 28 април во градската општа болница 8 септември во Скопје. Во салата на Советот на општина Кочани се одржа презентација на решенијата за подобрување на сообраќајниот проток и на паркирањето во централното градско подрачје. Средбата што ја организираа општинските служби поттикна низа предлози од стручната јавност. Градоначалникот Никол Чуелиев представи неколку идеи за реализирањето на побезбеден сообраќај и за олеснато движење на сите учесници во него. Немаме проблем со сообраќајниците, бидејќи Кочани е град кој што има добри сообраќајници кои се навистина прописно предвидени. За жал, заради немањето на доволен паркинг, се соочуваме со овој проблем за кој што разговараме денеска. Веројатно, денешното решение нема да ги реши сите проблеми, меѓутоа очекувам минимум да ги ублажи проблемите кои што ги има, се до моментот кога ќе имаме конечно и целосно решение во делот на паркирањето, а со тоа навистина сообраќајниците ќе бидат искористени за намената за која што се изградени. Илиев додаде дека во тек е урбанистичка постапка за изградба на катна гаража на местото на сегашната административна зграда на Водовод, при што таа би имала капацитет од 150 до 200 возила, толку колку што сега се паркираат на двете Кејски улици во центарот на градот. При тоа тој истакна дека процесот за катната гаража оди многу бавно поради усогласувањето на урбанистичките планови. Присутните ја нагласија потребата од зголемување на места за платен паркинг на цената и начинот на пресметување на паркирањето, односно првиот час да има една цена, а секој следен повисока. Тогаш во градот малку ќе се реши проблемот и ќе размислуваат луѓето дали да паркираат 5 сати или ќе се паркираат цело време, ќе заврши работа и потоа да се препаркирува на друго место. Оваа мерка, според искуствата пренесени од сообраќајните инженери од другите градови, се покажала ефикасна за оддалечување на возилата од центарот, а со тоа и за намалување на загадувањето на воздухот во централното градско подрачје. Голем дел од граѓаните, верувам, кои што живеат покрај паркинзите, имаат во дворните места простор за возила, но побрзо им е да остави колата на улицата, да си заврши работа, место да се мачи да ја става во гаража, во двор кај што има. Одговорните за сообраќај во одделението за внатрешни работи во Кочани ја истакнаа ниската сообраќајна култура на учесниците во сообраќајот, но и сложеното и споро извршување на изречените сообраќајни казни, што им дава сила на неодговорните во сообраќајот да се однесуваат разуздано и несовесно. На стручната расправа беа изнесени повеќе предлози за надминување на пречки што во моментот не само што го усложнуваат сообраќајот, туку предизвикуваат и проблеми при полагањето на практичниот дел од возачките испити. Плоштадот кој што сега нели е паркинг простор, да остане како што и претходно во вашите предлози, дека нели да остане една сообраќајница ова што е тука пред матичното, со проширени делови за автобуски нели постројки, такси постројки ако е потребно и од страната на реката, а другиот дел да се и само да остане еден влез према гаражите и влезот долу што е сега пред општината, а другиот дел према Тинексот да остане нели пешачка зона уредена како нели плоштад.
По систематизирањето на стручните предлози, одлуката за менување на режимот на сообраќајната инфраструктура и паркирањето во централното градско подрачје на Кочани ќе биде представена пред Општинскиот совет. 15 на ученици во основното образование во Кочани кои живеат во социјален ризик ќе ја добијат хуманитарната поддршка за следење на наставата преку интернет во услови на вонредна состојба. Градоначалникот Никол Чуилиев ја предаде на училиштата донацијата од таблет компјутери, што е наменета токму за учениците од социјално ранливите семејства. При тоа Илиев истакна дека очекува таблетите да бидат искористени за вистинската цел, односно да им овозможат учење од далечина и на учениците кои досега немале можност да се вклучат во овој вид настава. Директорите на училиштата истакнаа дека при изборот на ученици што ќе ја примаат донацијата се воделе од препорачаните критериуми, тие да бидат од семејства во социјален ризик, но и да имаат примерно поведение и покажан интерес за учење. Дел од директорите рекоа дека се погрижиле таблетите да бидат наменети и во повеќе детни семејства, односно семејства каде што има повеќе ученици. 15 таблети пред 2 дена ги донираше тетовската компанија Еколог Интернационал. На предавањето на уредите во локалната самоуправа беше речено дека целта е да им се помогне на учениците од ранливите категории да се вклучат во наставата од далечина, што се реализира за време на вонредната состојба предизвикана од коронавирусот. Општата болница со проширена дејност од Кочани доби уште еден нов дефибрилатор, односно уред за реанимација на срцевата акција кај пациентите. Апаратот го донираше членот на Советот на Општина Кочани Благој Ситновски. Донацијата ја примија доктор Александар Серафимов, директор на Општа болница, како и Томе Солевски, специјалист по општа хирургија, кој истовремено е и председател на Советот на Општината. Серафимов искажа голема благодарност за донацијата, при што рече дека уредот рационално ќе се користи, посебно во услови на вонредна состојба, а и поради постојаната потреба од нова и современа апаратура за лекување на пациентите, не само од Кочани, туку и од целиот регион. Паралелно со започнување на санација на кровот, тоест отстранување на азбестниот кров во основното училиште Гоце Делчев во Виница и на негово место поставување нов лимен кров, деновиве заврши реконструкцијата на сите училишни тоалети во истото основно училиште. При тоа беа заменети подните и зидните плочки, беа поставени нови врати, заменети се сите санитарни делови со нови. Извршена е реконструкција на дотраените делови од канализационата мрежа и е поставена комплетно нова тоалетна опрема. Комплетен изведувач на работите е јавното предпријатие Солидарност. Исто така, во соработка со компанијата Пакомак се поставени контејнери за собирање стакло. Контејнерите се рамномерно поставени на територијата на општина Виница, од каде упатуваат апел до граѓаните. Контејнерите да се користат исклучиво за собирање отпадно стакло. Разрешена е дилемата меѓу граѓаните за плаќање на сметките на струја преку интернет. Велат дека сметки им стигнуваат со помалку од вообичаеното што плаќаат и се плашат дека откако ќе помине кризата и вонредната состојба, ќе им стигнат големи сметки. На тоа Евана досега одговараше дека поради кризата со COVID-19 не се читаат броилата на струјомерите, туку се испраќаат сметки со предпоставена вредност, односно просек од последните 12 месеци, зашто повторно имаше незадоволство кај граѓаните, па Евана го реши и тој проблем. Тоест воведе нова услуга за онлайн пријавување на состојба на броило, со што од сега корисниците ќе можат сами да ги испратат до Евана податоците за потрошувачката на електрична енергија во висока и ниска тарифа од нивното броило и врз основа на овие податоци да добијат фактура за електрична енергија. Тоа се прави со кликање на даден линк на страната на Евана. При читање на сопственото броило, корисниците треба најпрво да се уверат дали го гледаат нивното броило, а тоа се прави со споредба на серискиот број на броилото од фактурата со тој на самото броило. Понатаму, за точно запишување на состојбите во зависност од моделот на броило, корисникот на evanaonline.mk може да погледне детално упатство за читање на броилото. Многу е важно корисниците да бидат внимателни при споредба на вредностите за потрошувачка од доставената фактура со моменталните состојби од броилото.
Евана, единица Кочани, информираат дека и понатаму останува во важност услугата Е-пункт на Евана Македонија, која на корисниците им овозможува онлайн плаќање на фактурите за електрична енергија со било која кредитна или дебитна картичка без провизија. Инаку, регулаторната комисија за енергетика беше во консултации со ЕСМ, МЕПСУ и Евана, за да се види дали е изводливо додека трае кризата со COVID-19 домакинствата да имаат само ефтина струја, но за сега тоа се уште не е реализирано. Под мотото "Сите сме црвени", Црвениот крст на град Скопје во соработка со општинските организации на Црвениот крст кои действуваат на територијата на државата, го одбележува Светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина 8 мај. Во рамки на планираните активности, реализирана дистрибуција на маски и цвеќиња за граѓаните. Додека светот продолжува да се справува со ширење на пандемијата со вирусот на COVID-19, 14 милиони активни волонтери и 400.000 вработени во 192 национални друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина ширум светот продолжуваат да испорачуваат хуманитарна помош на луѓето во незавидна положба, покажувајќи на тој начин солидарноста, обезбедувајќи подршка едни на други и добивајќи подршка од своите партнери. И Кочанската организација на Црвениот крст оваа година одбележува значајни јубилеи. Оваа година го одбележуваме нашиот јубилеј од 75 години постоење на Националното друштво на Црвен крст во нашата земја, како и 75 години од постоењето на Општинската организација на Црвен крст Кочани, која е формирана на 20 декември 1945 година. Во целиот овој период нашата работа ја исполнуваме со многу активности и во се оно што го работиме, поддршката која даваме на нашата локална заедница, ја користиме моќта на човечката хуманост. Нашите активности во овој период насочени кон одговор на пандемијата со COVID-19 вклучува спроведување на редовни родителски акции, активности на мобилниот тим од волонтери и вработени кои на дневна основа овозможува сервисна услуга за набавка на храна, хигиена и лекови на ранливи категории на лица, претежно стари и изнемоштени лица на територијата на општина Кочани, Зрновци и Чичиново Блешево, како и дистрибуција на хуманитарна помош на ранливи целни групи преку добиена поддршка од нашите партнери. Би сакала да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на сите волонтери, членови граѓани кои биле вклучени во различни активности на Црвениот крст и со својата човечност и солидарност дали придонес во спречувањето и обложувањето на човековото страдање согласно со нашата мисија и мандат. Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина 8 мај е роден ден на основачот Анри Динан и тој ден представува годишно одбележување на меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина. Инаку деновиве Црвениот крст Кочани прими 100 хуманитарни пакети, донација од групацијата Шпаркасе. Пакетите храна ќе бидат дистрибуирани на загрозени семејства од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево со цел поддршка во надминување на последиците предизвикани од коронавирусот. Црвен крст Кочани во соработка со ромската невладина Светла Иднина дистрибуираше 120 пакети храна на семејства од ромската заедница од Кочани. Во тек е дистрибуцијата и на останатите 30 хуманитарни пакети, со што целосно ќе биде заокружена донацијата од 150 пакети храна донирани од Фондацијата Отворено општество.